Од анкетите на невладините организации кои се однесуваат на невработеноста на жените од немнозинските етнички заедници, произлегува дека тие не се доволно запознаени со тоа што нудат мерките за активно вработување. Затоа, како дел од проектот Таа гради и иднина, се одржа предавање на кое беа презентирани активните мерки за вработување. Сакаме овие жени да бидат успешни не само на професионален план, туку и да ги известиме за можностите кои постојат за нив, како во центрите за вработување, така и во институциите и невладините организации, вели проект менаџерот Драган Перик. Данашниот настав е резултат. Денешната работилница е дел од проектот кој се спроведува 18 месеци. Една од препораките што ги слушнавме од жените е дека не се запознаени со активните мерки кои Агенцијата за вработување ги нуди. Затоа ја организираме денешната средба со Агенцијата за вработување, како би ги представиле мерките, но и да разговараме за мотивацијата и подигнување на капацитетите на жените за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Жените од ромскиот етникум во општина Штип најголем интерес пројавиле за изучување на фризерскиот и шивачкиот занает. Од Сдруженијето за мултиетничко општество за човекови права потенцираа дека најголем проблем кај жените од ромската заедница досега било пројавувањето во Агенцијата за вработување. Возможивме преку овој проект да се пререгистрираат оние кои што не беа регистрирани, да се регистрираат во Агенцијата за вработување и да бидат активни баратели на работа. Од друга страна, оние кои што беа заинтересирани за мерките, да можат да аплицираат за овие мерки и сите оние сега кои што ќе го завршат и курсот, кои што успешно ќе го завршат овој курс, да можат, например, да отворат и сопствено фризерско студио, оние кои што веќе имаат поминато курс за кроење и шиење. Веќе имаме разговарано со одредени работодавци кои што би им овозможиле да можат да се вработат и на тој начин мислам дека ќе постигнеме целта која што имавме претходно зацртана, а тоа е да тие бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Од женската граѓанска иницијатива Антико вела дека со сертификатите кои ќе ги добијат од обуките и практичната работа, полесно може да се дојде до работа или да се отвори сопствен бизнис. Успеавме 28 жени да ги вработиме во периодот на спроведување на проектот, иако самиот проект не предвидуваше вработување, туку јакнење на капацитетите и овозможување на поволна околина за вработувањето на овие жени. Понатаму успеавме да вклучиме над 61% од жените во тренинг програмата, а иначе имавме 326 учеснички за целото време траење на проектот. Нив успеавме ги вклучиме во дополнителни курсеви кои што возможуваат до устручување за некои одредени занаети. Како и успеавме вкупно 30 жени во Штип 6 жени да ги пратиме на професионална пракса, како би можеле да добијат едно конкретно работно искуство во професионална средина која што ќе им овозможи и понатаму да се вклучат, да продолжат да работат на пазарот на трудот. Важно е тоа што нашиот проект не само што ќе овозможи верифицирани сертификати за одредени занаети за кои што во Штип имаме интерес за фризерки и за шивачки. Дополнително ние за целата тренинг програма која што вклучуваше 61 ден тренинг на 4 различни теми, ќе им дадеме на девојките сертификати за учество, кои што и понатаму ќе им помогнат во центрите за вработување да се ги евидентираат и нели нормално да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и сега да можат да конкурираат и за дополнителни работни позиции. Проектот е финансиран од Европската Унија, а го имплементираат невладината КЕАР и граѓанската иницијатива Антико. Според нивните анализи, по 1,5 година работа на проектот, 1/5 од 250 жени се вработиле, а се зголемили процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа. Штип е една од 5 општини во државата каде се спроведува овој проект.